Караванот на ВМРО ДПМН е предводен од лидерот Христијан Мицковски, кандидатот за председател на државата Гордана Селјановска-Давкова и носителот на листата во изборната единица 3 Драган Ковачки во текот на вчерашниот ден одржаа митинзи во Кочани, Зрновци и во Виница. Во препознатлив партиски амбиент, тројцата говорници им предочија на граѓаните зошто на 24 април и на 8 мај треба масовно да излезат на изборите и да гласаат затоа што се работи за 4 Илинден и за 4 Македонска република, која едни безобзирно ја распродаваат, други сакаат да ни ја земат. Во Зрновци Мицковски меѓу другото рече: Нас не е важна победата да биде што е можно посилна и поголема. Нас ни треба победа со 6 цифри на 24 април. Ни треба победа со која што јасно и гласно ќе кажеме дека овие измекери на Али Ахмети и останатите се историја и дека сега конечно народот си ја зема судбината во своји раце и со пенкало ќе ја ослободиме Македонија од овие криминалци и од овие кои што ја засрамија и понижија. Затоа ни треба масовност. Во Виница прв на присутните на големиот плоштад им се обрати носителот на листа во изборната единица 3 Драган Ковачки, кој истакна: Изборите се веќе на порти. Веќе тече од јавната шпица на хоророт што го гледавме во изминатиот период. Добро знаете кои беа и режисерите, и продуцентите, и актерите во тој хорор филм. Сега доаѓаат нови времиња. ВМРО ДПМН е партија која стои на зборот, која држи до честа и која држи до угледот. Денес сме тука во Виница со гордо исправена глава, затоа што знаеме дека како во минатото, така и во иднината ќе донесеме подобри времиња за нашиот народ и за нашата земја. Тоа што не разликува нас од СДСМ е што ние ветуваме и ние исполнуваме. Ние имаме лице да се појавиме пред луѓето и да зборуваме за нови проекти, за нови победи, за нови дела, затоа што имаме резултати во минатото. Пред граѓаните на општина Кочани и околината, кандидатката за председател на државата Гордана Селјановска-Давкова порача: Она што особено ме вознемирува деновиве е свеста дека годинава ќе славиме 80 години од Асном, од вториот Илинден. Гордоста како во химната секогаш сме ја заслужувале и зајакнувале со битката за правдините. Така беше со Првата република, Крушевската република и со илинденците, така беше со партизаните и со Асном, така беше и во почетокот на 90-тите години, во 91-та година. Затоа јас, размислувајќи денеска, мислам дека е време за 4 Илинден, за 4-та Македонска република. Република од народот и за народот. Кандидатката за председател на државата, подржана од ВМРО ДПМН Гордана Селјановска-Давкова, смета дека тезата за едно општество за сите е целосно погрешна и нелогична, бидејќи реално имаме две општества и тие не живеат заедно, оти лидерите на тие општества склучуваат договори врз основа на бизнис политика. Таа посочува дека и на минатите избори незиниот против кандидат Стево Пендаровски изгубил на сите дебати. Некој одбере место, некој одбере формат и пак ќе го победа.